Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Ова ќе пробам да видам што е можно пократко видео, да не ме задржувам многу и одма да тргнем на поентата и да не помислите дека е кликбейт, туку стварно имам причина зашто го кажувам ова што го кажувам. Како што знаете, а можеби не знаете ако сте понови на каналот, јас од секогаш сум бил Apple фан и секогаш сум сакал да ги купам нивните производи, односно најмногу телефони. И не сум тој тип на мами, татин, син што му купуваат секој нов iPhone што ќе искочи, докато претходниот ми беше 5S и со своји заработени пари си го купив новиот, односно гламурозниот iPhone X или iPhone X, како милувате. Иако имаше многу критики од како искочи со тоа дека баш не е стабилен, јас сепак одлучив тие да ги игнорирам. И кога си собрав пари, одлучив да го купам тој телефон. Тој телефон се наоѓа тука до мене, ама кога го купив прв пат, си го користев 2 до 3 недели и почна тачот малце да не функционира како што треба. Тоа што се случуваше беше ако јас кликнам тука, оно ќе кликне тука и ќе почне да отвара саме апликации, да се шекнува буквално, само отвара апликации, само пишува, само правеше се буквално, и ако јас пробам да напишам 5 букви, он ќе напише реферат од толку букви. Тогаш не ми беше ни јасно што се случува и земав да изгуглам зашто тоа ми се случува и видов дека многу луѓе уствари се жалат за тоа. Океј, 2 недели iPhone, отидов во iStyle ке што го купив, ова не е ништо лошо за нив, да не ме сватат погрешно, iStyle се супер. Отидов во iStyle и ми кажа дека океј, грешката не е до тебе, грешката е до Apple, ќе им го вратиме телефонот, ќе ти вратат нов, тоа е тоа. Викам, океј, ајде, се случува. Ама не се случува само еднаш. Сега се смеам, ама иначе многу се нервирам затоа што не знаете колку долго чекав да си купам нов iPhone и колку долго чекав овој X. Зашто уште месеци пред да искочи јас гледав на интернет што све ќе има и стварно е нешто што сега го немало. И кој што сум толкав фан на Apple, не знаете колку многу го сакам и го сакав овој телефон. Се случи тоа што се случи, требаше да чекам од 15 до 20 дена за од Apple од таму да ми вратат, иначе тоа во Америка кога го правите, ако нешто имате проблем со телефонот, одма ви го во најблиската продавница одма ви го заменуваат со нов, ама кај нас не е така, кај нас треба да го пратат, да проверат таму на сервис дали може да го направат, ако не може да го направат, ќе ти пратат нов, ама за тоа ќе чекаш до 20 дена. Чекав што чекав, ми помина пола лето чекајки за мојот телефон, а до тоа додека чекав користев буквално Digitron кој телефон, а многу ми е потребен за се што правам. Ми вратија нов телефон. Тоа е овој што моментално јас го држам во рака. Не знам дали можете да видите, бидејќи немам автофокус и има тука една зелена линија од страна. Нели iPhone X обично не треба да има една таква зелена линија. Тоа не случи одма, иначе се случи по 4-5 дена од како ми го дадам новиот телефон. Се појави таа зелена линија и почна екранот нон-стоп да трепка зелено. Буквално да не можам да гледам ништо. Сега ако сакам да ви покажам, нема да можам да ви покажам, зашто баш кога ќе сакате на некого нешто покажат, баш тоа ќе ме се случи. За среќа имам едно видевце тука што покажи го сега. Чеки. Брат. Па вака треба да работат телефоните. Така. По најнова мода. Треба да имаат зелена линија за да знаете каде завршува екранот и да флешат за да утиско може полесно да ги забележите. Да, тоа е видео што Марко го сними додека се возевме автобус, чисто да го имам како доказ да не мисла дека е само зелената линија, туку има многу погрешно во моментов со овој телефон. И отидов до iStyle повторно и ми рекоа дека повторно ќе треба да го заменам, односно да си ја пробам трета среќа и да ми вратат пак нов телефон и пак да чекам 20 дена за нов. И за да не биде дека пола лето сум бил без телефон, сега ќе бидам цело лето без телефон. Така да утре го носам iStyle и утре ќе почне чекањето за третиот телефон, кој најискрено се надевам дека ќе биде исправен, но колку што сум јас баксус и тој се мислам дека и тој ќе му фали нешто. А што е поентата на ова видео? Поентата е следна. Ова не е хейт кон iStyle, ова не е хейт кон ниједна мобилара, ова е хейт кон Apple и нивниот производ кој недоволно истестиран го пуштеле во продажба. Не ви кажувам да не го купувате баш, мислам, јас ви кажувам дека не треба да купите iPhone X, ама ако толку сакате да ја купите, тогаш размислете 10 пати, 20 пати, 50 пати. Прочитете на интернет, ако мене не ми верувате дека ова се случува, проверете на интернет, се случува со многу. Главната причина за тоа е затоа што е нова генерација.
сите претходни iPhone-и беа поврзани, ова е нешто ново, ова е X, со скрос нова генерација кој излага сега, ова е најпрвиот телефон на таа генерација со многу нови работи кои до сега не беа достапни на овие телефони и баш дека е нов и Apple дека се толку голема компанија сепак не е доволно инвестиран го пуштија во продажба и се случува тоа што се случува не само на мене, туку на многу луѓе и во Македонија. Заборев да напоменам дека другар на другар го начекав со истиот проблем, му реков I know that feel bro. Искрено верував тоа што ми се случи прв пат, мислев дека сум единствен, али после откако го расчапка све, сватив дека сум секој втори или трет човек ми се дешава. Така да, ако толку сакате iPhone, сакате нов iPhone, купете си 8 Plus или 8 или whatever, само не го купувате ова ново глувче експериментално, затоа што дефинитивно не го експериментирале, не го тестирале доволно и се случува тоа што се случува. Тоа е мојот совет за вас. Се надам дека кажав се што сакам да кажам. Ова е некое мое кратко ревју на iPhone X и еден мој личен совет до вас и да споделам, еве кога веќе споделувам што ми се случува во животот сега кога да правам влогови и се поврзани со мене, ете сакав и ова да го споделам со вас што ми се случува со телефонов. Фала ви што гледавте ова видео, извинете ако беше малце негативно, али сакав само да ви го пренесам тоа моје искуство и тој мој совет и ние се гледаме во некој наредно видео. Чао!